Добар ден, ова е најновата Телма амбуланта. Гласот ни е многу важен во секојдневната комуникација. Зарипнатиот глас е нешто што секому се има случајно барем еднаш во животот. Чувството е непријатно и ги отежнува говорот и конверзацијата. За тоа состојба може да стојат најразлични причини, а некои може да бидат и животозагрозувачки. За промените на гласот денеска зборуваме со доктор Сања Николова, специјалист по оториноларингологија од приватната болница Неуромедика. Добре ни дојдовте, доктор Сања. Добре ве најдов. Најнапред да започнеме како се формира гласот, како зборуваме? Значи, ние зборуваме со гласните жици. Нивната функција воопшто не била за зборување, кога природата, како што се создал човекот. Туку функцијата на гласните жици е да минува воздухот во долните дишни патишта. Но потребата на човекот некако да комуницира меѓу себе овозможило да тие движења на гласните жици постепено се формира глас. Ние воздухот кој што го внесуваме во белите дробови го испуштаме преку гласните жици кои што потребно е да бидат споени, да вибрираат и се создава гласот. Имате разлика женски глас, машки глас. Женскиот глас има пократки гласни жици, за разлика од машкиот глас кој што има поголем. Или децата за време на пубертетот, кога велиме дека гласот им мутира, се менува, тоа значи дека како што целото тело расте и се развива, растат и гласните жици. Всушност, гласилките представуваат два мускула, мускулус вокалис, кои што се обвиткани со слузница. И самото движење на гласните жици ни овозможува, значи кога гласните жици се одделуваат, воздух да поминува во белите дробови, значи од горните во долните дишни патишта. Кога се споени, ни овозможува да ние зборуваме. Нивните вибрации формираат боја на гласот, значи тонот на гласот, имате женски, машки глас, некој е подобар пеач, некој послаб пеач и така натаму. И често пати се случува да човекот го злоупотребува гласот и значи неправилна, адекватна употреба на гласните жици, нивно мачење, што велиме, и да се јават различни промени на гласните жици кои што ќе ни дадат како прв симптом зарипнат глас, односно промена на бојата на гласот. Така, значи зарипнатиот глас е всушност симптом, ќе зборуваме какви се причини може да стојат за тоа состојба, симптом што се слуша меѓу другото. Во ладните денови, есента и зимата, значи ова се периоди кога е поизразен проблемот со зарипнатиот глас. Зошто е тоа така? Значи, видете, сега период е на настинки. Значи, имаме голем број вирози, па и на бактериски инфекции. Особено сега овој период има голем број на гнојни ангини, кои што јас ги гледам, секојдневно. И прво и основно, кога ќе започне една настинка, значи, се запушува носот. Па започнува да тече еден бел прозирен секрет, кој што постепено се згуснува, па стануваат секретот жолто-зелен и за една недела веќе тој поминува. Меѓутоа, во колку станува збор за повирулентен вирус или за некоја повирулентна бактерија, која што не може да се задржи на горните дишни патишта, таа постепено поминува на долните дишни патишта и не само што ќе го зафати оној дел од грлото што ние го гледаме, туку поминува веќе на гркланот, каде што се сместени гласните жици и се јавува една состојба на ларингит. Всушност, ларингитот представува оттеченост на гласните жици и нивно црвенило. Значи, хиперемија и едем, мал едем. И затоа, одеднаш ке рече, ми се фати гласот, не можам да зборам. Сето ова, како една пропратна појава, во склоп на една настинка, поминува за десетина дена, веќе не остава трајни последици врз гласните жици. Кај децата оваа состојба е драматична, кога зборуваме за ларингитис. Дали и кај возрастните може да создаде компликации? Кај дечињата има една форма на ларингит, кој што е означен како субглотичен ларингит. Значи, се формираат перничиња, отоци под гласните жици. И детенцето спие
Значи ноќе и Најчесто тоа се одеднаш, случува во сон. најчесто во сон, ноќе е период на есен и период на пролет, па и зимските месеци се буди од креветчето и тоа е едно драматично дишење, гласно, како глад за воздух да нема. Затоа што има оток под гласните жици. Има кашлица што наликува на лажна куче. Ете така. Значи кај него, ако почне да збори детето, не ви е зарипнато. Промената е под гласните жици, не е на ниво на гласилките, туку под нив. Иако изгледа многу драматична состојбата, сепак јас ги советувам родителите или на свеж воздух да го извадат детенцето надвор или во купатило, значи со врела вода да поливаат со тушот по плочките, да се создаде водена парја, која што ќе го смири нападот на субглотичниот ларингит. Обично се јавува кај деца кои што во основа имаат некоја алергиска компонента. Па потикнато од вирус или бактерија веќе ќе се манифестира субглотичниот ларингит. Кај возрастните оваа појава ја нема. Значи, возрастните не прават субглотични ларингити, туку тука процесот се одвива на ниво на гласните жици. И затоа може да се случи, нели, да настинат, да се разбудат со зарипна глас или во текот на денот да им се фати зарипнатиот глас, или после една бурна проведена ноќ со доста алкохол сега во предновогодишните прослави, со поголемо количество на цигари, да се разбудат, па и песна, нели, викање, да се разбудат, да речат јас веќе немам глас, не можам да зборувам. Ајде сега ќе ги разгледаме причините кои што може да доведат некој да го изгуби гласот наутро или пак преку ден, seедно, а воедно ќе ги поканим и гледачите да се вклучат во програма со нивни прашања на телефонскиот број 3076 677. Денешната тема е зарипнат глас, значи прашањата да бидат во контекст на она што денеска зборуваме. Гостинка во студиото ни е доктор Сања Николова, специјалист по оториноларингологија од приватната болница Невромедика. Ајде да го погледнеме веднаш првиот телоп, првата вистина или заблуда поврзана со оваа состојба која што гласи: киселината од желудникот може да создаде проблеми со гласот. Дали е точно дека болеста рефлукс на желудникот, односно на хранопроводот, може да доведе до промени во гласот, односно до ларингитис? Да. Не секогаш вирус да биде или пак бактерија причина за оваа состојба. Точно. Значи, гастроезофагиалниот рефлукс е една состојба во која што имате вие враќање на желудечната содржина низ езофагусот се до грлото. И го опишуваат пациентите како горење зад градната коска. Настанува како резултат на кога не ни функционира добро сфинктерот, значи на желудникот, па киселината се качува, се враќа нагоре. Во тој случај киселината е јако средство, нели? Кое што врши дразба на гласните жици, така да како симптом се јавува еден хроничен ларингит. Значи имате гласни жици кои што се постојано црвени. И пациентите се жалат на постојана болка во грлото и на зарипнат глас. Така да една од причините за долготрајнатиот зарипнат глас може да биде гастроезофагиалниот рефлукс. Кај овие пациенти, за да го излечите ларингитот, треба да ја лекувате причината. Значи, кај овие пациенти потребно е да се ординира терапија, да се советува хигиено-диететски режим, кој што ќе одговара за намалување на продукцијата на киселината во желудникот. Например, во колку јадат навечер, да не легнуваат 3 сати пред да се свари храната, бидејќи во вертикална положба киселината полесно ќе се враќа назад. И со гастроентерохепатолог, значи да се откријат причините за зголемениот ацидитет во желудникот и соодветно да биде третирана. Така, значи некогаш и лошата исхрана, процесирана храна, така е, многу зачинета, лута, злоупотреба на алкохол. Не прави проблем само со стомакот, може да направи проблеми со грлото. Така. Доколку постои ваков проблем со сфинктерот кој што не се затвора целосно. Или преполне желудникот, значи многу. Некогаш и не се враќа ни
киселината потребно е доволно се, нели кога чистите со средства, мирисот го чувствувате, исто така и киселината што испарува може да ви ги оштети гласните жици. Дали при повраќање, да речеме, може да се случи исто овој проблем? Исто, и се случува нели одеднаш да се фати гласот после повраќање, затоа што огромна количина на храна и киселина се испарла преку устата надвор и всушност врши директна дразба. Киселината ви ги гори гласните жици. Имаме гледач на линија, да го вклучиме и да го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да прашам диагноза на гласните жици дисфонија функционалис. Причини, мислам последици и исто третман. Се извинувам, слушнавте добро диагнозата? Да. Значи, каков третман всушност за оваа состојба прашува? Да. Вас токму тоа ви интересира, каков третман се препорачува во една ваква состојба? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи, како што успеав да го разберам гледачот, станува збор за функционална дисфонија. Во овој случај, значи, се жали, обично пациентите се жалат дека одеднаш го губат гласот. Ако ги замолите, вие правите нели испитувања за да ги проверите како дали имаат проблем со гласните жици, меѓутоа кога не можете да најдете органски проблем, велиме дека станува збор за една функционална дисфонија, каде што по пат на подсвеста одеднаш им се фаќа гласот. Затоа велиме дека функцијата на гласните жици им е нарушена од невролошки, психолошки причини. Кај функционалната дисфонија се советува, значи, да се обратат и да се подвртканат на психолошки сеанси кои што ќе им овозможат да се ослободат од стресот, од напнатоста која што имаат. Сепак самите гласни жици се мускули, прават спазми. Целиот ларингс, всушност гркланот, ни е составен од рскавица и од мускули. Сите тие мускули придонесуваат до стегање на грлото и до губиток на гласот. Значи, потребно е да се прават вежби за опуштање. Најдобро е пациентот да се обрати кај психолог, кој што ќе му даде насоки како да го надмине овој проблем. Така, имаме уште едно прашање од гледач кој што ќе биде вклучен во моментов во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, објаснувавте за гласните работи, но не сум баш тука. Јас само ќе замолам од реже малку погласно да пуштат во студио, бидејќи ништо не слушаме. Објаснувавте за гласните жици и фатена стаканата, но мене друго посебно ме интересира. Која е таа киселина од желудочна киселина, вишак на желудничка киселина? Сакам да питам името на киселината, како хемиски состав, односно формула тие работи. Така, значи каков тип на киселина се качува, така го разбравме при прашањето. Ви благодарам за вклучување во програма. HCl, хлороводородна киселина. Ето го одговорот на вашето прашање. Продолжуваме понатаму со уште една вистина или заблуда. Прекумерната употреба на гласот, начинот на кој зборуваме или пееме може да биде причина за зарипнат глас. Значи, многу од нас надпросечно го трошат гласот, некои поради професијата, наставници, воспитувачи во градинка, работници на шалтер, пејачи, глумци, преведувачи, адвокати, професори. Сега, што всушност се случува при прекумерното оптоварување на гласните жици? Што е проблемот? Значи, јас вака им објаснувам на моите пациенти кога ќе дојдат и кога ќе видам дека веќе имаат промени со злоупотребата на гласот. Значи, гласните жици, кога зборуваме, се допираат. Сега, кога вие зборувате многу гласно, значи, кога вие се напрегате, всушност, гласните жици се тепаат меѓу друго. Едно, меѓу другото, како се удираат појако, значи на местата, на точките, каде што има најголем отпор, на тие места ќе настанат тие пејачки чворчиња, ги велиме, односно нодули, кантатори.
уште во детска возраст можете да ги видите, тие деца ги викаме деца викачи. Значи деца кои што сакаат да бидат доминантни во групата, Гласни што се. гласни, да се искажат, да кажат, да бидат водачи во групата. Кај овие дечиња уште од мала возраст можете да видите пејачки чворчиња. Значи прво чворчињата всушност представуваат задебелување на слузницата, меѓутоа како процесот ако не го спречите ќе настане фиброзно ткиво на спојот помеѓу предната и средната третина од гласните жици. Тоа има слабото место. Така. Имаме гледачна линија, па ќе продолжиме да зборуваме уште малку за преоптеретеноста, преоптовареноста на гласните жици. Добар ден. Добар ден за гледачот кој што ќе се вклучи во моментот во програма. Повелете. Бидејќи си го слушам јас гласот во програма, намалете го тонот од телевизорот, ќе ве замолам за да можеме нормално да комуницираме. Слушајте не преку слушалка. Дали сега може да се слушнеме? Не, се исклучи. Добро. Може ли во ваков случај да се јават и полипи на гласните жици? Овие чворчиња да преминат во полипи? Наликуваат ли чворчињата на таков проблем? Полипите настануваат сосема друга, имаат структура, полипозните промени на гласните жици. Тие исто така настануваат поради злоупотреба на гласот, меѓутоа се со поголеми се, на петелка се прикачени на гласните жици и можат да бидат доволно големи, дури да вршат обструкција на дишењето. Најчесто се црвени по боја кога ќе ги гледаме ние со ларингоскоп и во зависност од нивната местоположба ќе дадат помалку или повеќе зарипнат глас и во зависност од нивната големина. Меѓутоа, додека чворчињата што се јавуваат поради константно користење и тепање на гласните жици, овие полипи може да настанат и после една акутна злоупотреба на гласот, например биле на некоја утакмица, толку гласно навивале, што утре дента веќе се формирал полип. Значи преку ноќ може да се создаде била толку акутна траумата голема. Меѓутоа, некогаш и непозната етиологија зошто се формираат полипите. Може да се формира еднаш во животот, да се отстрани и никогаш да не се појави полип, но дека имаме пациенти кај кои што не само еднаш, туку и 2-3 пати во животот ќе се појави полип. Меѓутоа, сепак и овие полипи знаат да бидат резултат на злоупотреба на гласот. Така. Дури и преку ноќ, како што кажавме, да настанат. А во однос на чворчињата, кога кај пациентите ќе се јават вакви чворчиња, што им советувате, доколку е професијата таква, за да морат прекумерно да го користат гласот? Како да се реши проблемот? Да молчат извесен дел од денот? Дали е тоа решение? Тоа е, да, решение е да молчат, значи да ги одмараат гласните жици. Меѓутоа, постојат и техники на правилно дишење и правилно зборување. Значи, не мора да бидат толку гласни, сепак може да постават озвучување. Например, во салите каде што се врши предавање или веќе техниката толку оди, така што не мора да бидат постојано надгласни, како да речам, доминантни во говорот. Така да, исто така постојат и дефектолози, кои што знаат да ги научат на правилни техники на зборување. Дишење и зборување. Дишење и зборување, бидејќи чворчињата на запад, значи во поразвиените земји, воопшто веќе и хируршки не се третираат, туку со вежби фониатриска рехабилитација. Всушност со вежби за правилно дишење и правилно зборување, без да се оптоваруваат неправилно гласните жици. За разлика од полипозите, или полипите кои што се јавуваат, кои што не можат на друг начин да бидат отстранети, освен со хируршки зафат. Така, имаме уште еден гледач на линија. Добар ден. Добар ден, повелете. Ало? Во програма сте, повелете. Ало? Ве слушаме, во програма сте. Ве слушаме,
Кое е вашето Јас не слушам прашање? ништо. Ние вас ве слушаме слободно, поставете го Имам прашањето. докторката. Така? Слушајте не Ало? во слушајте не во Прашање слушалката. на докторката, може ли? Секако поставете прашање. Ја мислам дека проблемот е што не слушате во Јас не ве телевизор. слушам. Јас не ве слушам. Јас ке замолам од режија да се обидат. Поздрав за докторката. Поздрав и до вас. Повелете. Имам прашање. Ја не слушам ништо не. Во ред. Ке клучете се повторно во програма, од режија ке замолам да му објаснат на гледачот на каков начин треба да комуницира со нас, а ние одиме на следната вистина или заблуда во денешната телма амбуланта, која што гласи: промени на гласот може да се случат при престој во простории со загаден воздух. Значи, не само во простории со загаден воздух, очигледно и доколку прошетаме надвор, ќе вдишаме енормно загаден воздух. На каков начин загадениот воздух влијае на гласните Тоа е жици? точно. Не е заблуда. Знаеме дека загадениот воздух и ситните честички, во зависност од нивната големина, зависи до каде низ дишните патишта овие честички ќе патуваат. Најситните честички ќе отпатуваат во алвеолите, во долните дишни патишта, па ќе дадат кашлица и нели влошување на симптомите кај хронично болните од белодробните болести. Особено се чувствителни децата, хроничните болни, меѓутоа и гласните жици од дразбата реагираат. Значи, они се оптоварени од еден начин од кашлицата, бидејќи белите дробови со загадениот воздух реагираат на изфрлање на штетните честички, а од друга страна и директното налепување на честичките влијаат врз гласните жици. Така, значи во однос на и тело под број 8 може да го поврземе со ова што во моментов го зборуваме, континуираната кашлица влијае на гласот. Значи, доколку пациентот постојано кашла, треба веројатно да се реши прво проблемот со кашлицата, потоа да се лекува зарипнатиот глас, да се реши прво причината. Значи, тука веќе зарипнатиот глас е секвела на друг проблем. Дури се случува да имате само една гласилка, значи црвена, јако црвена. Обично ние кога ќе видиме нели зарипнат глас и доаѓа пациентот, мене ми е зарипнат гласот, кога ќе видиме еднострана црвена гласилка, веднаш треба да се исклучи туберкулоза. Значи, туберкулозата знае да ни даде таква клиничка слика на нас оториноларинголозите и да бидеме први во откривањето на туберкулозата, а пациентот дошол, кашлицата била постојана, меѓутоа тој не и обрнувал внимание, посебно ако бил пушач или со хронична некоја белодробна болест, меѓутоа кога ќе видиме ние еднострана хиперемија на гласните жици, прво и основно треба да исклучиме туберкулоза, бидејќи таа знае да ни даде такво нешто. Значи, секоја кашлица, всушност тоа нагло испуштање на воздухот од белите дробови низ гласните жици, ќе ни даде промени на гласилките и промена на бојата на гласот. Имаме гледач на линија, двајца гледачи. Ајде да видиме дали сега успешно ќе успееме да ги вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавувам од Битола. Сакам поздрав многу до докторката и до водителката. Благодарам. Јас пред 5 години, јас сум изгорена мајка. И мојата ќерка има исто така киселини. Ја носиме на секој 2-3 дена. Ами на инфузија, од желудникот се страда, киселини и се враќаат, инфузија прима, тоа е едниот проблем. И вртоглавица, и ту страда од епилепсија. А за мене мојот проблем е, али очу сум изгорена, да не ви кажувам, голема загуба има на младо дете. Од време на време, кога ќе јадам, осеќам болка голема во дишните патишта, болка голема, и кога ќе јадам, ќе ставам и меко, ако јадам, ќе ме боли. Ако студи ќе кашлам, ако не.
И сакам одговор за тие два двете прашања. Така, ви благодарам за вклучување во програма. Ова е надвор од темата и од вашата специализација. Ќе искоментирате нешто? Вака сега, керката нејзина си има нели и други проблеми, кои што сигурно колегите си ги третираат редовно. А за пациентката, видете, кога она јаде и тешко поминува храната низ хранопроводот, може да е сосема безазлено една халазија, значи тоа е стегање на хранопроводот, кое што настанува како резултат на психолошки стрес. Меѓутоа, може да има и некаков друг проблем, значи болките кога голта, значи храната поминува низ грлото. Меѓутоа, веќе вика во градите ја боли додека движењата на езофагусот ја поместуваат до желудникот. Значи, сепак за да кажеме дека станува збор само за спазам, односно стегање, мора да се исклучи и постоење на нешто друго. Дивертикули, стенози на езофагусот и така натаму, проблеми од киселината, па чир на езофагусот да се нашол. Во секој случај гастричен е проблемот, би требало прво, на гастролог да се обрати. Гастроентерохепатолог да се направи една гастроскопија, за да може со сигурност да се каже за каков тип на оштетување проблем станува збор. Ајде да го слушнеме и следниот гледач со прашање во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Не можеме да се слушнеме. Ке продолжиме ние со она за што зборувавме, за вистините и заблудите поврзани со зарипнатиот глас. Да го погледнеме телопод број 4. Старењето е причина за менување на гласот. Што се случува со гласните жици при старењето? И ова е точно. Колку пати, често пати, нели кога со повозрасни правите муабет, ќе забележите дека не има истиот глас како што им бил порано. Па и гласните жици се мускул. Значи, како што настанува атрофија на мускулите по телото, или не е иста раката, цврстината на мускулот кај младо момче и кај повозрасен човек, така да и тука веќе затегнатоста што да ја имаат гласните жици при во младоста, веќе во повозрасните години ја немаме таа затегнатост на мускулот и затоа имаат помалку промена на бојата на гласот, односно веќе зарипнат глас. Така. Димот од цигари и алкохолот е најголем отров за гласните жици. И тоа е точно. Значи, карциномот на гласните жици, најголем провоцирачки фактор представува комбинацијата на алкохол со цигари. Значи, кога пиете алкохол и ако конзумирате цигари, тоа е веќе најштетното што можете да го направите за вашето грло и за гласните жици. Од другите фактори кои што доведуваат до појавата на карциномот на грлото, представуваат, значи, често пати вируси од групата на ХПВ вируси и се поврзува со генетската предиспозиција. Така да со ХПВ вирусите најчесто сега ги обвинуваат за појавата на карциномот на ларингсот. Да. Меѓутоа, злоупотребата на алкохол и цигари. Така, значи алкохол и цигари треба... Таа комбинација е ужасна за гласните жици. Не значи дека секој што пуши цигари и пие алкохол ќе добие рак на. Значи треба да има и друг предиспонирачки фактор, нешто во генетиката каде што се смела ДНК на клетките. И така да тоа се фактори кои што најчесто влијаат за најтешката болест на гласните жици, односно планоцелуларниот карцином. Така, ќе позборуваме за карциномот подолу во емисијата, уште да разгледаме неколку причини за појавата на зарипнатиот глас. Траумата, односно повредата на ларингсот, може да доведе до оштетување парализа на гласните жици. Има ли вистина дека ова е дури поопасно од појава на полип и слично? Например,
точно е тоа, и ова тврдење е точно. Ако пресечете повреди на вратот, ако го пресечете нервот, нервус ларингерус рекуренс, кој што всушност врши инервација на гласните жици, вие ќе добиете парализа на едната гласилка и потполно губење или дисфонија или афонија, велиме потполно губење на гласот. Значи, ако еден полип можете со хируршко отстранување да добиете повторно убав чист глас, веќе со парализата на гласните жици потешко можете да вратите убав глас. Проговоривме за полипите, јас сепак би го пуштила и овој телоп за полипите, па да проговориме уште неколку работи поврзани со оваа состојба. Деветиот телоп, полипите може да бидат причина за промена на гласот. Дали пациентите може да почувствуваат дека имаат полип? Создаваат ли тие некаква сензација во грлото? Не. Значи, гласните жици и кога ви е црвено грлото, ве боли. Кога е црвени гласните жици, вие не чувствувате болка. Вие само чувствувате зарипнат глас. Значи, гласните жици нема да ви дадат болка, меѓутоа првиот симптом што ќе ви го дадат, тоа е промена на бојата на гласот. Односно, зарипнат глас или недостаток на глас. Воопшто фатен гласот, велиме, пукна. Гласот му пукна и не зборува сега. Полипите можат, големите полипи, да дадат и уште еден симптом, а тоа е отежнато дишење. Значи, стридор, каде што имате вие едно тешко зимање на воздух. А во колку е голем полипот и затвара половина од патот, што му е потребен на воздухот, да стаса до белите дробови, вие ќе имате веќе и симптоми со отежнато дишење. А дали секогаш хируршки мора да се отстранат или понекогаш на ни влие и медикаментозната терапија, да речеме инхалации, кортикостероидни, против алергија и слично, можат ли сами од себе да се повлечат? Полипите и цистите не можат сами да се повлечат. Значи, веќе формиран полип, каде што имате, значи, тука строма, дел од стромата, од ткивото формирано, не можете вие да го вратите назад. Значи, единствен начин за да... сега, бидејќи полипот и пеачките чворчиња никогаш не малигнизираат. Значи, тие не се преканцерози. Не се преканцерози, како што речеме полипот на дебелото црево. Не. Бидејќи се повлекува паралела, стравот е подеднакво голем. Така. Кај гласните жици имаме папиломи, кои што се предизвикани од ХПВ етиологија, кои што представуваат преканцерози. Додека полипите представуваат бенигни формации и никогаш малигно не алтерира. Сега видете, кога станува збор за едно мало полипче, голем страв кај пациентот од операцијата, не му пречи во дишењето. Му пречи, нели, во чистината на гласот. Некогаш се одлучуваат и никогаш не ги оперираат. Наше е, како оториноларинголози, да им предочиме дека за да им се поврати убавиот глас, треба да се отстрани полипот. Или да не продолжи да расте, па доведе до проблеми со дишењето. Од тие причини. Но не дека овие полипи ќе малигно ќе алтерираат. Тоа не. За разлика од папиломите. И секогаш кога се прави хируршко отстранување, полип, папилом, ние не знаеме што е, додека не го дадеме, не добиеме верификација од хистопатолог да ни ја каже точната диагноза, за да знаеме за што станува збор. Пациентите се плашат при отстранување на полипот да не дојде до оштетување на гласната жица. Може ли да се создаде таков проблем? Обично интервенцијата е многу кратка, се одвива во општа анестезија. Сите колеги што работат на тоа поле се толку веќе извежбани и стручни, така да полипите не се ретка работа, се доста честа, така да се вади исклучиво полипот, нели, како секоја оперативна интервенција, секогаш носи некаков ризик со себе, меѓутоа овие се интервенции кои што не се долготрајни, брзо поминуваат и за 2 часа пациентот си заминува дома. Доктор Сања, тука ќе направиме кратка пауза со еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната тема.
Се враќаме во денешната телма амбуланта, зборуваме за зарипнатиот глас, причините кои што доведуваат до една ваква состојба, низ која што секој од нас поминал барем еднаш во животот. Гостинка во студиото ни е доктор Сања Николова, специјалист оториноларинголог од приватната болница Невромедика. Веднаш да погледнеме, доктор Сања, уште една вистина или заблуда, да ја разрешиме, конкретно телопот број 6, кој што гласи: не пите ладни пијалоци ако сакате да го зачувате гласот. Треба ли да внимаваме што пиеме? Има ли вистина во ова? Топло, ладно и слично? Обично поголемо влијание има газираните напитоци. Газираното ги надразнува гласните жици, а ладните пијалоци некој е поотпорен, некој па помалку отпорен. Па ќе рече, се напив едно ладно пиво, веднаш ми се фати гласот. Така да повеќе се внимава да не биде газиран пијалок и ладен. Многу ладен, во тој случај може да има ефект. Меѓутоа, пак е индивидуална предиспозиција. Некој пие ладни пијалоци цел живот, па никогаш гласот не му се фатил, а некој доволно му е еднаш да се напие, веднаш да почувствува промена на гласот. Постои едно убедување дека ако се испие живо јајце, ќе имаме поубав глас. Некои пејачи тоа порано го практикувале, па и водители на радио кои што имаат емисии и слично. Дали ова вистина? Па до сега не сум сретнала медицинско објаснување дека живо јајце ќе влијае да имате подобар глас. Самите гласни жици, значи, немаат жлезди. Затоа секогаш, кога имате говорник да држи говор, има една чаша со вода до него, затоа што на гласните жици му треба вода за да се они навлажнат. Бидејќи од сега јас да зборувам подолго време, ќе почне да ми се менува глас. Зборуваме долго време, може да си побараме една чаша вода, би ни дошла добро. Да, значи дека голема количество на течност врши убава влажност на гласните жици, ја одржува таа лигавица влажна, отпорна. Значи, доста влијание има колку течност ние внесуваме во текот на денот. Затоа и препорачуваме, например, пациенти кои што имаат проблеми со фаќање, сушење на грлото, да си лижат љути бомбончиња, бидејќи самата лига, плунката што се создава што се лачи при лижењето на бомбончињата, всушност ги навлажнува и гласните жици. Значи, затоа течностите ни се многу важни. Имаме гледач на линија, да го слушнеме со прашање. Добар ден. Добар ден. Ево уште една можност. Дали се слушаме? Ало? Во програма сте конечно. Добар ден. Повелете. Јас ве слушам, да? Така, кажете ми... Може едно прашање за докторката? Секако повелете. Денеска имаме некаков проблем? Вака, јас имам на грлото циста. Не ми смета нити на зборување, нити на јадење, ни на пиење, само е многу како густо така, многу е така неподносливо. Со што да го лечам, не знам. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Циста во грлото. Беше јасно ви од прилика зашто станува. Вака сега, бидејќи не и пречи, значи во гласот, оваа циста се наоѓа супраглотично, над гласните жици. Сега, точното место каде се наоѓа цистата, овие цисти се случаен наод при една ларингоскопија. Значи, кога правиме ригидна ларингоскопија, јас кај пациенти знам да видам и 2-3 цисти. Меѓутоа, овие цисти се сосем асимптоматски и воопшто не им даваат никакви симптоми на пациентите. Тие дошле заради нешто друго и е направен прегледот, каде што се гледаат цистите. Некогаш се случува овие цисти сами да пукнат и да издренираат содржината и да ми каже пациентот одеднаш почна огромна количина исплукав и почна да ме пече грлото. Сушност цистата пукнала, течноста се испразнила, меѓутоа раничка останала, додека заздрави
раната од пукнатата циста, тие чувствуваат веќе печење на грлото. Значи, потребно ми е да знам каде е лоцирана цистичката, да, и што би можело да се направи. Дали е потребно, смета или не смета, за да можам да кажам точно за третманот. Уште еден гледач имаме на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Би сакала да прашам, бидејќи баш денешнава тема ви е зарипнат глас. Така? Моментално и јас сум со таков проблем. Од синоќе, дали е од загадувањето или од некој друг проблем, не знам. Не сум пушач, не пијам алкохол. Ме интересира што е причината за нагло вака променување на гласот. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи, може да станува збор за една инфекција, која што почнала како една настинка, се разбира загадениот воздух, ни пречи на сите веќе, и може да станува збор за лошо спиење, повраток на киселината, значи многу фактори можат да влијат зашто се сменил гласот. Најважно што е, и да станува збор за настинка, и да станува збор за појавата на ларингит од било која етиологија. Ларингитот во колку не помине за 2 недели, значи зарипнатиот глас трае подолго од 2 недели. Тоа ми е и целта да им кажам горната граница што може да чека. Што може да чека, значи на сите ни би понекогаш зарипнат гласот. Ке помине. Една недела веќе гласот се избистрил, никому ништо. Меѓутоа, трае ли зарипнатоста повеќе од 2 недели, обавезно да се јават на оториноларинголог. Значи може да биде сосема безазлена причина, меѓутоа може и да не. Затоа секое навремено одење на лекар може да ни даде навремена дијагноза и навремен третман. Така, бидејќи доколку се работи за карцином, колку порано се дијагностицира болеста, толку подобро е лекувањето. Во овој случај има шанси за комплетно излекување. Значи, ние оториноларинголозите што работиме веќе подолго време, од врата знаеме по бојата на гласот веќе кај пациентот за што станува збор. Дали пациентот има чворчиња, дали има полип, дали има карцином или има едема рентген. Едема рентген често пати сте биле во контакт со жени кои што имаат машки глас. Ако ги прашате, станува збор за жени кои што пушат, и ова е најчеста промена кај жените и кај пушачките. Значи, што станува тука? Тука имаме оток на гласните жици. Гласните жици стануваат како балони. Меѓутоа, тоа нема да им пречи се додека не вршат веќе притисок во дишењето. Кога ќе имаат веќе пречки во нормалното дишење, ќе им чувствуваат замор при најмала физичка активност. Ќе речете, немам воздух, глад за воздух, како да немам воздух. Така да и едема рентген се решава со хируршки начин, значи се прави само како еден рез, балончињата да спласнат. Меѓутоа, продолжи ли пациентката со употребата на цигарите, повторно ќе направи едем. Двајца гледачи чека да бидат вклучени во Телма амбуланта, не знам дали ќе имаме толку време, но ќе се обидеме. Ќе ве замолам само прашањата да бидат кратки, јасни, концизни. Добар ден. Добар ден. Повелете. Имам 2 кратки прашања до докторката. Првото е, ми се јавува зарипнатост при стрес, а второто прашање, имав 2-3 епизоди на страшен рефлукс заради хијатална хернија и после тоа, на секоја настинка мене ми се фаќа гласот. Не трае долго, некој 5-6 дена ќе некогаш и пократко додека е акутната фаза, меѓутоа после таа епизода на рефлукс најверојатно тогаш ми беше многу упатен гласот. И сега претходно сум немала, иначе имам 50 години. Дали од рефлуксот се оштетени гласни режици, па секоја прехлада доаѓа до патење на гласот или па така е нешто друго. Така, ви благодарам за прашањето. Овој женски глас, сега што имав можност да го слушнам, многу убав женски глас, убав јасен. Имала едно акутно оштетување, убаво изгледа, на слузницата на гласните жици и сега таа слузница
бидејќи е заменета со нова, која што го нема тој квалитет кој што го имала, нели, оригиналот, што велиме. Така да сега она и на најмала дразба веќе реагира со фаќање на гласот. А првото прашање беше дека под стрес. Што се случува? Имаме тоа е, значи гласните жици се мускули. Секое стегање, грчење, значи вие кога сте под стрес, па не може ни убаво да се искажат одредени луѓе. Значи како да им се фаќа гласот, велиме, како кога ќе имаат кнедла во грлото, кога се под стрес, под притисок. И тука треба техники, значи, на опуштање, за да не допринесуваат во фаќањето на глас. Истиот совет што го доби всушност и првиот гледач со функционалната дисфонија. Така. И сосема на крај, доктор Сања, во 2 реченици, дали пациентите, односно луѓето кои што имаат ваков проблем со зарипнат глас, во првите денови треба да прават некакви инхалации за да се реши проблемот. Има ли потреба од терапија? Инхалација со кортикостероиди или пак само со водена пареа и слично? Значи, било која инхалација да ја направат и во домашни услови, едно тенџере со вода, зовриена, да стават морска сол, да се покријат со една крпа преку главата, ако немаат инхалатор или дома. Значи не мора инхалатор, не мора да може и на ваков начин, или сварена камилица, друго чајче. Самата влага што ќе ја примат гласните жици, многу ќе им ја олесни состојбата. Значи, самата влага веќе ќе ги навлажни таа лигавица, ќе си ја добие потребната влажност и многу ќе им ги подобри симптомите. Уште подобро, во колку имаат инхалатор, па можат да стават и соодветен лек во случајот кортикостероид, а ако станува збор за инфекција, се додава и нели антибиотик. И тогаш имате директно дејство на лековите врз гласните жици. Ви благодарам за денешното гостување на вистина една интересна тема со многу стручни, убави појаснувања за нашите гледачи. Се надевам дека ќе се видиме повторно. И јас се надевам исто. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Гледајте ме секој работен ден од 12:45 секако на телевизија Телма. До гледање.